По целосното реновирање на надворешниот и внатрешниот дел, црквата Свети Атанаси Велики во Ризари ќе биде преосветена. Изградена во 19. век врз темели на претходно опожарена црква, своето прво осветување го имала во 1846 година, пошто повторно за време на турското робство била делумно разрушена. 30 години подоцна верниците од Ризари повторно ја возобновиле. Иконите на иконостасот се изработени во 1875 година од страна на Исаи Макриов. Подоцна во 2005 година е извршена комплетна реконструкција на интериерот на црквата, кога разрушен е стариот и ставен е нов малтер. Во 2013 со средства собрани од верниците од Ризари и околината, извршено е реновирање и реконструкција на фасадата и нацртани се фреските. Бидејќи целиот тој период, како што реков, од 2005 година, па навака 2013, 2014 година, е извршена на вистина детелна реконструкција како на внатрешниот, така и на надворешниот дел, а исто така и во олтарот во црквата, со благослов на неговото високопреосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион, на 10 август ќе се изврши преосветување на нашата црква, на нашиот храм. Велам, тоа е потребно, бидејќи навистина внатре, како во наосот, така и во олтарот, многу се работеше и затоа е потребно да се изврши преосветувањето. Свештеникот Манев и членовите на иницијативниот одбор за реконструкција на храмот се заблагодарија на сите верници кои несебично донираа за да се реновира црквата. Во текот на градењето, како се одвиваа работите, средства стигнуваа од сите страни. Благодарение на, не знам да кажам, на сите луѓе, од селото и од околината. Значи, тоа е, можам голема благодарност да кажам до сите луѓе кои што донираа, кои што се залага за реконструкција, за обнова на фасадата и на интериерот. Извршивме обнова и на крштелната со тие средства. Сега моментално ќе ги пуштиме и вецињата, кои што се изградени комплет нови со водовод, канализација, со сите пропратни работи. Целосната реконструкција на црквата, не вклучувајќи го цртањето на фреските, чинеше околу 1.500.000 денари. Преосветувањето е закажано за 10 август, а ќе го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Свештеникот Манев ги повика сите верници да присуствуваат на чинот на преосветување, кога ќе се отслужи и света божествена литургија, а веднаш по неа за сите присутни ќе следува заеднички ручек во мотел Дончо.